Зголемен број на пациенти со крваречки мозочни удари се регистрирани минатиот месец во Штипската клиничка болница. Мозочните удари со пукање на крвен сад се многу поретки, за разлика од исхемичните мозочни удари. Високиот притисок и вродените аномалии на крвните садови се една од причините за крваречки мозочни удари, а луѓето, освен преку детален преглед, не може да знаат дека имаат зголемен ризик фактор дека се соочуваат со ваков проблем. Со текот на времето, значи, крвните стадови се истрошуваат, тие се истенчуваат, стануваат потенки, на еден начин стануваат осетливи и доведува до прскање на крвниот сод. Кај одредени луѓе се јавуваат вродени аномалии, односно малформации од типот на анеуризми или аве малформации, кои што представуваат дефекти појавени кај луѓето уште во текот на нивното развивање во утерусот, или пак истите, односно анеуризмите може да се јават и во текот на животот, така да тие се како подвижни бомби. Значи ние не можеме да знаеме еден болен кој што има анеуризма или аве малформација во кој момент би можел да добие мозочен удар. Според лекарите, едукацијата на пошироката популација како полесно да ги препознаат симптомите за настанување на мозочен удар е од големо значење и може да ги спречи и намали последиците кои настануваат при ударот. Значи, ако приметите дека лицето потешко зборува, не ве разбира кога му зборувате нешто, ако има лицева асиметрија, односно спуштање на едниот устен агол, ако има слабост во еден дел од екстремитетите, дали се работи за десните или левите екстремитети, не е важно. Значи, кај тие луѓе треба подитно да се реагира, да се однесат до најблиската амбуланта за да може на време да им се пружи помош. Она што исто така е значено во превенцијата на било кое заболување е здравиот начин на исхрана. Еве што советуваат нутриционистите. На дневно ниво секој еден што ќе конзумира вода, а не други течности, што ќе конзумира свежо овоше, а не секакви сладки кондиторски производи и така натаму, и секој еден што ќе конзумира свеж зеленчук на дневно ниво. Овие три фактори кога се присутни, ние сме на добар пат, што и да јадеме друго, едноставно да си етаблираме еден здрав организам. Во земјава, но и во светот, застапеноста на мозочните удари кај популацијата е на трето место по срцевите и малигните заболувања, но она што е уште позагрижувачко е тенденцијата на нивна позачестеност и поместување на старосната граница. Најмладиот пациент со мозочен удар, кој е регистриран во Штипската клиничка болница, има само 24 години.